здравствените власти на сите повредени од пожарот во Кочани кои што се хоспитализирани во здравствените установи во државата ќе им прават токсиколошки анализи. Како што велат лекарите, тоа е неопходно бидејќи повредените освен со изгореници вдишале и чад, а кровот во дискотеката од каде почна пожарот е од азбест и затоа од клиниката за токсикологија било побарано да направи список на сите токсиколози кои што ќе бидат доставени до здравствените установи каде има хоспитализирано повредени од пожарот во Кочани. Инаку состојбата на 77 пациенти кои што се хоспитализирани во македонските здравствени установи според министерот за здравство е стабилна и тој вели дека дел од нив, односно еден во што е на клиниката за травматологија и двајца пациенти кои што се во Штипската болница, кои што се полесно повредени, можеби уште во текот на денешниот ден ќе бидат испишани, односно ќе бидат пуштени на домашно лекување. Овде предлагам да ја слушнеме изјавата на министерот за здравство и на директорот на 8 септември за состојбата на повредените кои што се овде во нашава земја. Добро е тоа што ги поминавме првите критични 72 часа, ниеден починат, нула починати од тие што ја преживеа кризата, трагедијата. Јас се надевам сите пациенти да закрепнат и полека од идните пресконференции да зборуваме само колку пациенти денеска си одат дома. Би сакал да ви информирам дека од денеска и рушките клиники ќе почнат да функционираат не со полн капацитет, туку тие што се онколошки пациенти. Во овие неколку денови не само што се мониторираше потенцијалното влошување на пациентите, туку мораа да се санираат и повредите на оние пациенти кои што не беа критични во прва фаза, ниту беа во животозагрозувачка состојба. Така што тие неколку процеси на триажа, понатаму на мониторирање на пациентите и прераспределба согласно на тежината на нивната клиничка слика одеа паралелно. Сања, како што споменавме, речиси повеќе од половина се на лекување во странство во земјите од соседството и низ Европа. Каква е нивната состојба? Кои се последните информации? Најкритичните пациенти, оние со најголем степен на изгореници, се во медицински центри во повеќе од 12 земји. Според последните информации кои што ги добиваме од медицинските центри во странство, кај дел од пациентите кои што биле на механичка вентилација, повеќе не се на механичка вентилација, дишат самостојно, односно не со помош на апарати. Меѓутоа, за нивната состојба што велат лекарите кои се плановите на нашите здравствени власти за пациентите кои се во странски медицински центри, предлагам да го погледнеме прилогот кој што го подготви колега